емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се обидеме да ги актуализираме сите оние прашања кои што беа поставени на фокус групите кои што ги организираше нашата телевизија. Проектот е финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски. Добро вечер, ви благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер, ви благодарам и на вас за поканата. Чест ми е што сум гостин во оваа емисија и би сакал да упатам еден поздрав до гледачите пред малите екрани. Директор, еве скоро 5 месеци сте на оваа функција, како се задоволни од функционирањето, сега како помирува? Така, значи наредниот месец на 6 навршуваат 5 месеци од моето менаџирање во ова јавно предпријатие. Навистина за мене како млад човек ова представува еден голем предизвик да на некој начин се грижам и управувам со ова јавно предпријатие. Искрено, лично јас како човек не можам да бидам задоволен од состојбите во кое што се наоѓа самото јавно предпријатие, од услугата која што пружаме кон граѓаните. Меѓутоа, јавното предпријатие соочува со реални проблеми, како од финансиски аспект, од аспект на ресурси, опрема и останати работи. Меѓутоа, за сите овие работи бев свесен и пред самото доаѓање на ова функција, бидејќи јас претходно имам вработено во ова јавно предпријатие 4 години, себе си се сметам за добар познавач за внатрешните состојби во јавното предпријатие и на некој начин со самото доаѓање веднаш пристапив кон преземање на некои мерки за кои сметав дека треба да бидат преземени за подобрување на работењето на самото јавно предпријатие. Ќе ги отвориме вечерва сите прашања. Една од најзастапените теми на нашите фокус групи бе хигиената во градот. На фокус групите учествуваа невладини организации, граѓани и слично. Во изминатиот период екипи од вашето предпријатие факт е дека постојано се на терен, работат на уредување и чистење на зелените површини. Потребно ли е да продолжите со ова темпо континуирано и колку е потребно да се работи сепак на свеста на граѓаните? Така, значи ние како јавно предпријатие во изминатиот период го даваме својот, можеме да речеме и максимум во расчистување на градот, поставување на нови зелени површини, како што споменав и претходно, ние имаме ограничени ресурси во самото работење. Меѓутоа, она за жал што морам да го констатирам, дека и покрај нашите напори за одржување на зелените површини, поставување на дополнителна комунална урбана опрема, оние корпи кои што ги поставивме низ центарот по градот, редовно метење на улиците, веќе сме во фаза на чистење на централното градско подрачје во 3 смени дневно. За парковите имаме поставено и посебни екипи кои работат секојдневно, се грижат за одржување на парковите. Населбите во градот се чистат еднаш неделно, влегуваме и во дополнителни акции каде што сметаме дека има поголема количина на смет на одредени делови во населбите околу Куманово, ги чистиме, меѓутоа сепак по извесен период повторно се создава смет на тие улици. Ако забележите централното градско подрачје или самиот плоштад се мете во 3 смени, се мете во 3-та смена со дополнителни ангажмани и екипи се чистат корпите за отпадоци. Меѓутоа, при секое наше доаѓање на самата локација, ние може да забележиме дека корпите за отпадоци се празни или полупразни, а околу корпите имаме многу голема количина на смет. Сметам дека свеста кај граѓаните за одржување на хигиената во градот уште не е на задоволително ниво и треба многу да поработиме на тоа поле. Како треба да се работи? Дали очекувате поддршка од другите надлежни институции, од комуналните инспектори, дури Министерството за внатрешни работи? Ние како јавно предпријатие сме доста ограничени во тој дел. Може да влијаеме и сме имали напори и обиди со градоначалникот да делиме и флаери, сме влегувале во одредени во одредено местно население и заедно со градоначалникот на општина Куманово, каде што сме разговарале со граѓаните, сме делувале едукативно, меѓутоа неминовно е сепак да општината преку своите комунални инспекции излеза на терен. Тие веќе се и на терен, действуваат, меѓутоа сметам дека потребно ќе биде да започнеме со еден вид на репресивни мерки, бидејќи самата едукација очигледно дека не е доволна кон населението. Јас во неколку наврати и при секое гостување во одредена емисија или давање на изјава, заедно со градоначалникот на општина Куманово, упатуваме апели до населението да
ете на некој начин престане тоа фрлање на смет, имаме обезбедено доволно количини на корпи. Нормално е дека е потребно уште садови за смет да се постават на територија на општина Куманово и веќе работиме на тоа прашање да обезбедиме што поголема количина, меѓутоа граѓаните ќе мора да на некој начин и самите се грижат за заштита на својата животна средина, бидејќи ние како јавно предпријатие, повторно ќе кажам, сме доста ограничени со нашите ресурси и ние и колку да се обидуваме да чистиме, не може да бидеме константно присутни во одредено место, да може 24 часа да го покриваме тоа место и да не доаѓа на некој начин до создавање на поголема количина на смет. Со проектот за регионална депонија беше предвидено депонијата Краста да прерасне во трансфер станица. До каде е ова постапка? Неодамна опозицијата имаше одредени обвинувања дека тоа било предизборно ветување кое не било исполнето и слично. Така, значи, прво би сакал да кажам дека депонијата Краста во изминатиот период се обидуваме и редовно се грижиме за нејзино одржување, за на некој начин сместување и адекватно сортирање на тој смет таму што го изнесуваме. Имаме поставено и мерач на самите наши камиони кои влегуваат на депонијата и јас како менаџер на јавно предпријатие воведов еден нов систем каде што секој наш камион кој што собира смет од домакинствата или низ центарот низ градот, пред доаѓање и влегување на самата депонија, застанува на таа вага, се мери, подоцна оди го истовара, одлага сметот, се враќа, се врши перење на самиот камион и чистење од страна на самите возачи, луѓето кои што работат со тоа возило, потоа повторно се мери празен. И ние веќе може да имаме точна информација колкова количина на смет се прави на ниво на територија Куманово. Нашите анализи и бројки покажуваат дека дневно кумановчани во просек прават некаде околу 100 тона смет или некаде околу 2,5 до 3.000 тони на месечно ниво. Се работи за сериозна количина на смет и ова е поврзано и со новата акција која што јас како менаџер нова јавно предпријатие започнав за селекција на самиот отпад, каде што моје лично мислење е дека со самата селекција на отпадот што ги поставивме овие садови низ централното градско подрачје, јавното предпријатие дополнително би можело да обезбеди приходи. Доколку граѓаните пристапуваат кон селекција на пластика, кон селекција на хартија, кон селекција на стакло, ние подоцна доколку ја складираме, а веќе имаме направено и простор за складирање на самата депонија, може да влеземе во фаза преку јавна лицитација да најдеме одредени фирми кои што се заинтересирани да го откупат тој отпад. Со тој процес ние ќе влеземе во дополнителни приходи за самото јавно предпријатие кои што подоцна ќе се одразат во работењето и чистење на градот и кон самите граѓани. Она што за што зборуваме за регионалната депонија, тоа е процес кој што го тера Министерство за животна средина преку локалните самоуправи. Директно се вклучени и менаџерите на јавните предпријатија, значи станува збор за формирање на една регионална депонија од два региона во кои се вклучени 13 или 14 општини на територија на Република Македонија. И ние сме неминовен дел од тој процес. Веќе имаме подпишано и договор, почнуваат предпристапните тие договори да ги подпишуваме и со тој договор ние како јавно предпријатие сметам дека многу добиваме. Се работи за грант од Европска унија во износ од некаде околу 40 милиони евра. Со тој грант јавното предпријатие Чистота и зеленило би требало да добие некаде околу 9 нови камиона и 1400 садови за смет. Само за компарација, ние во моментов располагаме со 15-16 возила за изнесување на смет автосмеќари и на територија на Куманово имаме поставено 900 нови контејнери. Сега како ќе тече тој процес? Ова постоечка депонија која што ја имаме би требало да се претвори во трансфер центар, каде што сметот од општина Куманово ќе го изнесуваме, ќе го носиме на депонијата, а подоцна со посебни возила ќе биде дислоцирана на друга депонија која што ќе биде предвидена согласно овој договор кој што ќе биде направен од страна на Европската унија. До која година е предвидена реализацијата? Реализацијата треба да биде наредна година 2019, до крајот на 2019. Веќе споменавте дека од неодамна во градот Новина е селекција на отпад. Знаеме дека така функционираат сите европски земји, но како ќе ги научиме ние кумановци, веќе ги земеме за пример кога сметот го фрлаат покрај контејнерот, а не во неа, не па
не во контейнерот, а Така. не пак да го селектираат. Да. Ќе биде ли подолг период потребен за да и ова профункционира? И еве кои се првите впечатоци веќе, сигурно ги имате. Значи пред отпочнување со овој проект, во непосреден разговор со граѓаните, со познавачите на оваа проблематика, толку најдов и на овие прашања. Значи како ние нашите граѓани ќе ги научиме да го селектираат отпадот, кога тие не го фрлат отпадот ни во контейнер, но садовите за смет кои моментално ги имаме поставен. Меѓутоа мора од некаде да почнеме. Еве ги поставивме овие садови за смет за селекција на отпад, иако бев свесен дека нема доволно да ги практикуваат граѓаните, меѓутоа најдов на некои изненадувачки резултати, особено во централното градско подрачје, каде граѓаните веќе ја развиваат свеста за тоа и почнуваат да го селектираат отпадот. Имаме забележено поголема количина на изнесување на оние садови за стакло што се и за хартија особено. Тие посебно некој гледам дека граѓаните има интерес да го селектира тој отпад и затоа како што реков, веќе направивме простор на самата депонија за селекција и ќе влеземе во фаза на собирање и дополнително ќе излезам со резултати пред крајот на новата година, колкава количина на смет Кумановци имат и селектирано, што пластика, дел стакло и дел хартија посебно ќе биде забележано тоа. Освен во акции за уредување на зелени површини, учествувате и во акции за чистење на дивите депонии, речното корито и слично. Имавте неколку акции заедно со еколошкото здружение Кумановски акцијаши. Така, значи, акциите кои што ги спроведовме во изминатиот период се малку пообемни акции кои бараат поголеми ресурси, бидејќи се работи за посериозни диви депонии. Во тие акции ние имавме помош и од страна на општина Куманово, имавме помош и од Сдружение на граѓани Кумановски акцијаши. Би искористили ова прилика да ги поздравам. Тие како здружение доволно се грижат и инициираат самите акции за чистење на градот. Меѓутоа, она што е комплексно е што самите акции бараат исклучително големи средства за изнесување на тој смет. Потребно е дополнителна опрема, багери, камиони, со кои јавното предпријатие не располага доволно во моментот. Често наидуваме и на разбирање од самиот бизнис сектор во градот, па сме помагани од бизнис секторот во градот и еве ќе искористам исто ова прилика да упатаме една голема благодарност до нив. Што ќе биде потребно? Наредниот период јавното предпријатие, односно за наредна година, ќе се обиде да одвои сопствени средства за изнајдување начин за обезбедување на додатна опрема со кои ние полесно би можеле да ги чистиме тие диви депони, да влеземе во процес, бидејќи од моје лично искуство и она што го гледам како се одвиваат работите до сега, не може да очекуваме дека во догледен период ќе имаме престанок на создавање на тие диви депонии. Затоа ние како обврска како јавно предпријатие имаме да ги чистиме тие диви депонии. Нема да се откажеме од таа интенција. Еве, ќе потенцирам дека само во изминатите 5 месеци имаме акции за чистење на преку 30 диви депонии. Што се однесува до делот на зеленилото во градот, ние имаме повеќе зелени појаси во градот кои се многу тешки за одржување и за создавање на нови зелени површини од аспект на тоа што имаме недостаток на доволно вода за одржување и полевање на тие зелени површини. Веќе имаме распишано сменето тендерска постапка и веќе имаме распишано и постапка за создавање на бушотини во одредени делови на градот, каде што тие бушотини ќе ги користиме за наводнување на зелени површини. Паралелно со тоа, веќе по долж булеварот 11 октомври, ние влеговме во фаза на поставување на нови садници, ќе влеземе во фаза на поставување на нова трева. Во овие денови се работи на булеварот Октомвриска револуција. Целта ни е да продолжиме се до раскрсницата на Трета Македонска и Октомвриска револуција, тој појас каде што се спојуваат двете улици, па по продолжеток нагоре на населбата Гоце Делчев. Интенција ќе биде и поставување на систем кап по кап во самите жардинјери, за да може да направиме некои поубави садници, поинтересни, со поинтересен изглед за нормално да имаме поубаво, позелено Куманово. Во нареден период ќе влеземе во фаза на поставување на 2 нови дрвореди,
едниот ќе биде долж улицата Тодемедол, каде што во моментот се прават нови тротоари, и едниот дрворед ќе биде долж улица 100 во населба Карпош, каде што е завршено поставување на новиот тротоар. Таа акција ќе ја спроведеме заедно со општина Куманово. Во изминатиот период поставивте и нова урбана опрема во централното градско подрачје, нови корпи за отпадоци, клупи, значителен дел, како и променети контейнери. Така. Значи, во изминатиот период, ние како јавно предпријатие поставивме некаде околу 100 нови клупи во централно градско подрачје, ги заменивме клупите во дел од парковите кои што беа руинирани, а во Соколанскиот парк беа заменети комплетно и беа поставени нови клупи. Влеговме во фаза на постување на нови клупи и во најстариот наш градски парк, кој што не се наоѓа во добра состојба. Интенција ќе биде влегување во овој парк и преработка на самата зелена површина, како и поставување на нова дополнителна урбана опрема. Поставивме и нови 100 корпи за отпадоци во самото централно градско подрачје, но за жал морам да констатирам дека веќе 1/3 од нив се уништени. Значи, ние не успеавме овие корпи за отпадоци да ги сочуваме, да се грижиме за нив. Не знам од кои причини доаѓа до редовно уништување на истите. Ние како јавно предпријатие постојано ги собираме, ги реадаптираме, ги поставуваме повторно. Меѓутоа, за жал, имаме несовесни граѓани кои на некој начин, не знам од кои причини, од кои поводи ги ја уништува таа урбана опрема. Како и да е, ние нема да престанеме со таа интенција. Веќе се спрема и правиме проект за обезбедување на нова дополнителна урбана опрема, бидејќи сметам дека овие корпи за отпадоци кои што ги имаме поставено во централното градско подрачје не се доволни, за жал. Ни е потребен уште поголем број. Имаме поставено и некаде околу 100 нови контейнери низ централно градско подрачје. Исто, за жал, бројот на овие контейнери не е доволен, потребни се нови контейнери, и кога сме веќе кај контейнерите, мислам дека е потребно Куманово паралелно како ќе го развива оној процес за примарна селекција на отпад, а исто така и тоа е моја желба, интенција, да еден ден Куманово постави и подземни контейнери. Подземни контейнери кои ќе бидат со поголема количина за собирање на смет, каде што ние веќе нема да бидеме во состојба да мора 3 пати дневно да го изнесуваме централното градско подрачје, па да создаваме метеж во сообраќајот со нашите камиони, да најдуваме на разбирлива реакција од страна на самите возачи кои што се учесници во сообраќајот, и затоа на еден град Куманово, кој што се стреми да биде европски град, му е потребно еден таков начин на собирање на отпад, поставување на една таква опрема. Меѓутоа, за поставување на таа опрема се потребни исклучително големи средства, и се надевам дека еден ден ние како јавно предпријатие, се разбира, подпомогнати од општина Куманово, ќе може да влеземе во еден таков процес и барем дел од централното градско подрачје или самото централно градско подрачје да го обезбедиме со еден таков софистициран систем на изнесување на смет и поставување на такви садови за смет. Граѓаните често имаат забелешки дека во одреден дел на градот доцни изнесувањето на сметот. Зошто, кои се најчестите причини, дали недоволниот број на камиони или пак и самите граѓани понекогаш ви го отежнуваат изнесувањето со паркирање на возила на секоја страна и слично? Значи, во моментов јавното предпријатие располага со 16 автосмеќари. За еден реон да биде поминет во една смена, на Куманово му се потребни 13-14 возила. Значи, само за една смена. Истото важи за втора смена која имаме обезбедено, додека во трета смена сметот се изнесува со 1 до 2 камиони, зависно од потребата во текот на денот. Камионите со кои што располага јавното предпријатие се доста застарени, се наоѓаат во многу лоша состојба. Она што представува најголем проблем и што ја разбирам реакцијата на граѓаните, во одреден период кога ние кај нас ќе настане квар на 2 или 3 камиони во ист момент. Ние имаме собствени механичари кои се грижат за одржување на камионите, меѓутоа согласно законите ние мора да ги почитуваме постапките за набавка на делови, резервни делови, тендери. Тие процеси траат многу долго, дури може за некој дел да чекаме и до 5 и до 6 дена. Во тој
период ние немаме дополнително средство и се обидуваме, импровизираме заедно со бригадирите на смена кои што се да може услугата на граѓаните што понавремено да ја обезбедиме, меѓутоа ете се случува да во некој период се касни на некој терен, се доцни на некој терен, интенцијата е да најдоцна до утре го изнесеме тој терен, или она што е согласно законот и правилникот донесет од страна на општина Куманово и за што граѓаните плаќаат, а тоа е 2 пати во недела изнесување на смет, додека во руралните средини и населбите кои плаќаат изнесување на смет еднаш неделно. Задоволни ли сте? И само би сакал да додадам, она што представува најголем проблем за изнесување на сметот во централното градско подрачје е во делот каде што имаме тесни улици, граѓаните ги паркираат своите возила. Ние како јавно предпријатие во моментов не располагаме со мало возило за изнесување на смет, веќе трае постапката за набавка на такво мало возило, бидејќи големите возила не може да влезат во тесните улички да го изнесат сметот. Имав една таква интересна ситуација каде што имаше реакција од граѓани во делот на улиците испод Соколанскиот парк. Имаше реакција за неизнесување на сметот, каде што јас лично бев и разговарав со тие граѓани. И они самите беа свесни и ми укажа на тоа дека од страна на нивни соседи возила се паркираат непрописно по средина на улица и воопшто не е ни виновна јавното предпријатие Чистота и зеленило за неизнесување на сметот, туку едноставно не е возможно во тој момент да го изнесеме сметот поради лошо паркирани возила. Ја споменавте на платата, задоволни ли сте од неа? Кумановци редовно ли ги надмируваат своите сметки? Можам да кажам дека сум лично задоволен од наплатата, бидејќи наплатата се движи преку 80% во јавното предпријатие. Она што е проблем во самото јавно предпријатие е задолжувањето и начинот на задолжување, и веќе во наредната година, заедно со вработените во јавното предпријатие, ќе влеземе во еден процес каде што ќе направиме една контрола на сите корисници и претплатници на услугата, да видиме на кој начин се задолжени, колку се задолжени, бидејќи самото плаќање се врши согласно законот по утврдена квадратура, значи еден корисник, собственик на имот, треба да плати согласно тоа колку му е по имотен лист квадратура. Она што представува новина во самото јавно предпријатие што воведов смена на самиот систем за наплата, значи воведуваме, веќе сме во процедура на воведување на нов систем за наплата. Очекувам дека до новата година ќе почне да функционира новиот систем за наплата, бидејќи досега работевме со еден многу застарен модел или систем за наплата, каде што често наидувавме на реакции од самите граѓани, се доцнеше со прокнижувањето на сметките, подоцна беа книжени уплатите, немаше точна евиденција, доаѓаше до некои несакани состојби, па дури се случуваше дел од граѓани да бидат утужени, а тие веќе да имат подмирено сметката, бидејќи покасно подоцна стиза самата уплата во надлежните служби или во правната служба во јавното предпријатие. Со воведување на овој систем веќе ќе ги избегнеме тие недостатоци и ќе се стремиме како јавно предпријатие да воведеме и нови начини на плаќање, се со цел да им олесниме на граѓани и да јавното предпријатие едноставно има поубав пристап до наплатата. Веќе ги споменавте финансиите, каква е состојбата, до каде е со долговите? Значи, тоа сакав да го кажам и на наредната седница на Советот, бидејќи се работи за јавно предпријатие, нема што и да бегам на долговите. Јавното предпријатие има долг од некаде околу 270 милиони денари или околу 4,5 милиони евро. Тоа е затечена состојба со моето доаѓање во јавното предпријатие. Меѓутоа, оно што морам да го потенцирам е дека најголем дел или 70-80% од тој долг е долгот кој што јавното предпријатие го има кон УЈП, настанат во 2006, 2007 и 2008 година, кога со новиот закон донесен во тогашниот период, јавното предпријатие било задолжено да плаќа ДДВ од 18% на фактурирани сметки. Голем дел од тие сметки не ни биле наплатени, па затоа јавното предпријатие не ни било во можност да го плаќа тој износ, и веќе од тој износ кој изнесува 45 милиони денари, главен долг, ние имаме камата 65 милиони денари. И најстрашно тоа е што месечниот износ на таа камата се движи некаде околу 400.000 денари,
Во моментов ние имаме спогодба и договор, да знаете дека имаме дадено и под залог 2 објекти. Едниот објект е базенот, едниот објект е објектот на само имот собственост на самото јавно предпријатие, Параста салата. Ние се обидуваме да го намалуваме тој долг и да го плаќаме. Меѓутоа колку да се обидуваме, навистина тој долг е преголем за јавното предпријатие и за нормално функционирање на јавното предпријатие ќе мора да се изнајде некој друг механизам за отплаќање на овој долг. Останатите долгови се однесуваат на долг према општина Куманово, кој што го имаме направено со одржување на јавната чистота во градот и кој што ние тоа е вклучено во сметката на граѓаните, ние како јавно предпријатие го наплаќаме и сме должни да го плаќаме кон општина Куманово. Веќе со градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, направивме една динамика за исплата, наоѓаме некој начин како побрзо да ја расчистиме таа ситуација, а долгот кон тековните добавувачи со моето доаѓање изнесуваше некаде околу 34 милиони денари. Се обидувам и настојам тој долг да го вратам, како и долгот кој што го имам затекнато кон вработените по основ на неисплатени К15, регреси за годишни одмори и така натаму. Со добро менаџирање, со добра работа и со изнаоѓање на начин на решавање на долгот со УЈП, јас сум оптимист дека за временски интервал од година до две јавното предпријатие би можело да ја анулира ова лоша финансиска состојба и да може да почне да работи како што треба. Односно очекувам подобрување на финансиската состојба во самото јавно предпријатие. Оние процеси кои што ги споменав за селекција на примерен отпад, за вклучување и настапување на процесот на регионална пристапување кон процесот на регионална депонија само дополнително ќе значат средства за јавното предпријатие, а ние со тоа ќе може да направиме дополнителни заштити и да ги вратиме старите долгови и да застанеме на вистински пат. Јас сум оптимист во таа работа дека ќе ја постигнеме целта заедно со вработените во јавното предпријатие. Да, ги споменате вработувањата, доволен ли е бројот на лицата кои што во моментов работат и дали се планирани нови вработувања? Така, значи обемот на работа во самото јавно предпријатие зависи од сезона во сезона. Значи летниот период знаете дека ни се потребни поголем број на работници за извршување на работата. Во зимскиот период кога имаме врнежи на снег, бидејќи сме влезени во програмата на општина Куманово за зимско одржување на јавните површини, или тоа се тротоарите, плоштадите. Значи тогаш ни е потребен поголем број на вработени. Во моментов сметам и моје мислење дека јавното предпријатие има доволен број на вработени. Она што е основно што му недостига на јавното предпријатие е сепак таа опрема за да може да ја користат вработените и да може побаво да го исчистиме градот и да се грижиме за градот. Јавното предпријатие чисто да изеленило, стопанисува и со двата градски базени. Так. Како функционира тоа, како сте задоволни од посетеноста и слично? Така, отворениот градски базен во изминатава сезона имаше послева посетеност која се должеше на лошите временски услови кои што ги имавме во текот на летото, меѓутоа сепак капачите доаѓа, го посетува, функциониравме без некои поголеми проблеми. Исто така и работата во затворениот градски базен се одвива на задоволително ниво. Веќе јавноста е запознаена и имавме некои разговори со вработените, со лицата кои што го користат базенот за едуцирање на најмалите дечиња. Имавме некои разговори со родителите за подигнување на нивото на хигиената во рамките на самиот базен, во соблекувалните, се со цел да ги заштитиме најмалите дечиња. Веќе тој проблем кој што на некој начин проблем кој што го имавме во разговор со родителите на тие дечиња надминат и сега се е во најнова ред и таму си тече нормално и се одвива работата нормално. И за крај на што работите во моментов, на што ќе се посветите? Така. Во моментов се работи на поставување на нови садници долж улиците, како што кажав, 11 октомври, октомвриска револуција, ќе се обидеме сите зелени површини кои што ги има во општина Куманово да бидат поставени и насадени со нови садници, со нова трева, а дополнително ќе изнаоѓаме и механизми и начини за создавање на нови зелени површини. Во наредниот период ќе влеземе во процедура во обновување на зелената површина и на самиот градски плоштад, на двата градски плоштада кои што ги имаме, кои создаваат една целина. Веќе воведовме и систем
нов за наводнување и така да таму во тој дел нема да ни биде проблем толку со наводнувањето. Останува да го решиме проблем со наводнувањето во останатите делови на градот и доколку тоа го постигнеме, ќе го постигнеме и ќе го направиме, веќе од пролет наредната година може да очекуваме позелен и поубав град. Ви благодарам за одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Ви благодарам и на вас што еднаш. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.